31-во издание на Fashion Weekend Скопје, овој пат под мотото "Модата како јазик на промените". Како го толкувате овој концепт и како истиот влијае врз вашата работа? Јас од секогаш сум ја гледала модата како јазик на промените, дали промена во нас самите, дали промена во општеството, промена на жената, еволуцијата на жената од некогаш до сега. Промените секојдневно се случуваат во модата, односно со тие fast fashion трендови. Мислам дека на нас како дизајнери не ни влијае многу, бидејќи јас не гледам да ги следам трендовите, гледам да дизајнирам базирано на моје чувство, моја емоција во моментот и слично. Кој е главниот мотив и инспирација зад колекцијата што ќе ја представите оваа сезона? Главната инспирација во оваа колекција се контрастите, односно силата и нежноста што една жена ја носи во себе. Гледам да ги представам структурата како форма и мекоста. Така комбинирам различни материјали и дезени кои представуваат дека една жена може да биде силна и нежна во исто време. Модата секогаш раскажува приказна. Која е приказната на вашата колекција што ќе ја представите оваа сезона? Мојата нова колекција се вика Tight Illusions, односно врзани илузии. Приказната е приказна за врските, односно врските што ги имаме со самите себе и со светот околу нас, па така секое парче представува еден емоционален јазол кој ги комбинира силата и нежноста која една жена ја има во себе. Од каде ја црпите инспирацијата? Од секојдневието, од природата, од традицијата или можеби од нешто сосема друго? Понекогаш е доволно само еден момент да се создаде нова колекција. Во главно, инспирацијата ја имам од самата себе, од жените околу мене, нивната самодоверба, нивниот став, а и од архитектурата, бидејќи мислам дека модата е еден вид на архитектура која се движи. Може ли да ни откриете нешто повеќе околу материјалите, боите и силуетите што ги користите во вашата нова колекција? Нема да откривам многу, ќе откриам еден битен детал, а тоа е дека во новата колекција комбинирам многу структури и различни драматични дезени, кои се не секојдневни за комбинирање, но храбрата жена има сила и став да ги искомбинира. Одржливоста е во фокусот на ова издание на Fashion Weekend Скопје. Како ја применувате таа идеја во вашиот дизајн? За мене одржливоста не лежи само во материјалот. Одржливоста е во дизајнот кој е безвременски, односно доколку секое парче е персонализирано, секое дизајнерско парче е дизајнирано специјално за една жена, базирано на нејзината приказна, не следи трендови, одржливоста е неминовна. Колку е денеска тешко да се остане автентичен и оригинален на македонската модна сцена? Во денешно време, каде што се постои, оригиналноста мислам дека лежи во она да сме искрени и своји, се додека го покажуваме нашиот став преку креациите кои ги дизајнираме, би останале автентични и оригинални, бидејќи луѓето знаат да го препознаат тоа. Анастасија, за крај на овој наш разговор, што би им порачале на младите што сонуваат да станат модни дизајнери? И јас пред скоро сум сонувала да станам моден дизајнер и од моето досегашно искуство во оваа кариера би им препорачала да не брзаат, да уживаат во процесот и да не се плашат да бидат поразлични, бидејќи секогаш кога сме поинакви, има луѓе што ќе го препознаат тоа. Ви благодарам на разговорот. Фала ви и на вас.